на сите, дојдовте во најновата епизода на подкастот Истинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и досега, се моите драги колеги од Правниот факултет Истинијан Први од Скопје. Директно од Битола, Димитар Тромбевски Тромбе и нашиот Джеймс Бонд, кај секогаш од Штип, Никола Донев. Како сме, колеги? Одлично, супер. Одлично, победа над неослободувањето. Да, не планираме многу да збориме, уште сега да си кажеме. Имаме доста интересна епизода, ама сакав да ве слушнам како ќе ги искористите сега новото слободно време после денеска. Денеска викам дека снимаме во вторник, бидејќи нели владата сега ни даде слобода и може да се шетаме кога сакаме и како сакаме. Супер, сега имаме прилика и навечер да се прошетаме, пошто имам забораено како е навечер да излезеш од дома. Ја и тоа едно искуство одново, да видиме како е. С оглед на тоа дека имаме нова информација од факултетот, мислам дека повеќе ќе се биде посветено на книгата повторно внатре за нас студентите, отколку надвор, но мислам дека ќе се најде време за прошетка сега кога имаме 24 часа на располагање. Да, ја да си кажам, не навлевам во многу детали, ама ја би дал 24 сата да сум внатре ако ми дозволат да тренираме бейсбол пак, што уште чекам и не знам дали ќе ја дочекам, ама ајде, да не навлевам, пошто може за ова да зборам цел ден. Као што Никола малце алудираше, ова епизода ќе ја посветиме на нашето факултетско собрание на правен. Свесни сме дека голем дел од студентите не се толку запознаени со работите на факултетските студентски собранија по факултетите, а ние као дел што сме и членови на ФСС, а и студираме на правен факултет, сакавме да искористиме можноста и преку овој подкаст да ги запознаеме нашите слушатели и студентите на правниот факултет со работата на факултетското собрание, факултетското студентско собрание, а и со дел од членовите на истото, како и претседателот на собранието, па така ова епизода специјално ќе биде за сите оние кои не гледаат и слушаат да се запознаат со ФСС на правен факултет. Но пред да започнеме со разговорот кој го снимивме со нив, Димитар, можеш да ни кажеш нешто повеќе за што се одлучи денеска на наставно-научниот совет на правниот факултет и како тоа влијае врз понатамошното студирање на студентите во овој период? Да, можам да кажам, значи денес на 26-ти, 5-ти или вторник, се одржа вонредна седница на наставно-научниот совет, на кој имаше една само точка на дневен ред, односно донесување одлуки за измена на глобалниот календар на активности. Во превод, нова јунска сесија се изгласа јунската сесија и ќе биде од трајање од 8 јуни до 17 јули. Но не е специфично одлучено на каков начин ќе се одвива полагањето, односно или физички или онлайн. Едно нешто што се одлучи беше согласно сите страни на нас денес, дека слобода ќе бидат на професорите сами да си одлучат на каков начин ќе го одвиват испитот, дали онлайн, дали со физичко присуство. Сега останато уште да се фатат книгите и да се учи од 8 до 17 ќе има полагања. Исто така ќе има 3 декади. Што значи тоа? Значи еден предмет ќе има 3 термини. Да, а од денеска мислам дека се надеваме и таква информација имаме дека согласно со која ќе ја слушате оваа епизода, веќе треба да имате распоред за испитиве, тие што сте направени секако и ќе може да ги пријавувате истите преку iKnow и онлайн, а хартиена, мислам така беше, а пријава од испит... Да, треба да се носи, значи пријава, индекс и маска. Епа, супер. Обавезно тоа исто се напомена, сите да си носат маска, затоа што најверојатно факултетот нема да има доволно време да набави маски, случајно некој ако нема. За да не дојде до незгодни ситуации заради неносење на маска да не може да се полага, нека си носат сите маска или некаква
Иначе за распоредот има распоред, излезен е, ама нема за некои мастер предмети. За овие додипломски има. Па супер. Што ме така, супер информации, а јас сега предлагам да продолжиме со интервјуто кој е Никола како единствен, кој што не беше член на Факултетското студентско собрание, во самиот разговор го водеше со дел од членовите и председателот на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет. Да, дефинитивно интервјуто беше интересно како и за моделирање исто, но се надевам дека ќе се допадне слушателите. Денеска има на посебно еден посебно проширен состав на гости. Така што би започнал со Кристијан Зуморски, председател на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет при УКИМ, Сања Димовска, член на Факултетското студентско собрание, Милена Јаневска, член на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет, истовремено координатор на студентски дискусии, а понатаму и во текот на разговорот ќе збориме и за референдумот што беше спроведен. Катерина Иванова, прекона гостенка на подкастот и член на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет Јустинијан Први, како и председател на Комисијата за маргинализирани заедници при Универзитетското студентско собрание, Георги Георгиев, исто така член на собранието и учесник во работа на неколку комисии, како и Димитар Тромбовски, и член на собранието и дел од Комисијата за нормативна дејност при Правниот факултет, тоест на собранието на Правниот факултет, и со така председател на нормативната комисија при Универзитетското студентско собрание. Се надевам дека сите се добро, би започнал со тоа како ви оди продолжениот полициски викенд. Како оди полицискиот викенд, што знам, мене ми е се едно моментално, пошто 30 мајци кога треба да сум установ. Јас денеска шо правев, па не знам, си готвев, послушав рецепт на Ката за банана бред, да, што можеме да го препорачаме после на нашите гости, што е доста нутритивен и нели здрав во овој период. И не знам, све што правам до сега, читам нешто, губам многу време по портали по интернет и гледам серии. И што почнав да учам, да се пофалам, чат-пат, сега почнав да учам од вчера, така да тоа е отприлика мојот живот моментално во овие простори. Дечки, фала прво, честитки за подкастот, фала што решивте да го представите собранието на Правниот факултет и да не викнете нас како гости. Денес баш убав ден, дан омладина, па ја денес цел ден таван се погодил полицискиот час, си гледам видео од штафетите на младоста и се надевам дека повторно ние како млади и како студенти ќе дојдеме од центарот и ќе видиме центарот за сите одлуки што се носат во политиката. Така да, тоа е. Да, и јас баш борев да се надоврзам за ова, борев со мајка ми пред пола саат на телефон и ми раскажуваше нели штафетите како биле пренесувани од Македонија па до Косово и се натака. Кате, пофалите за новите шишки? Деновива погрешка направив, што би рекла некои десничари, екстра феминистички шишки. И во принцип ми проаѓа времето, тоест по кратки црти времето ми проаѓа со пробување на рецепти што ги праќам после на Мими. Исто губење време на Инстаграм и гледање многу серии, филмови и пробувам да заборавам дека сме затворени 3 дена. Да, ја за разлика од вас ја чистам по дома, бидејќи сега скоро се вратив од Струмица, па дома најдов устан доста работи кои што треба да ги фрлам, така што моментално сум у таа фаза на чистење и нешто пробувам да сготвам. Аз го поминав денес ден обедирање, дека преубо е времето, не можам да излезам. Ја ви го тоа е. И друго поминав со гледање на видео од Сам Харис, топло. И јас исто овие неколку денови ги поминав со учење, со оглед на тоа што се ближи сесија, тоа е сега што е актуелно, а претходно вообичаено монотонно. Тоа е би додала.
Супер, мислам дека можеме да продолжиме со едно многу општо прашање за кое што студентите би требало да бидат запознаени. Мислам, иако до сега доста беше зборено и со години наназад е зборено, но сепак би било добро да дефинираме што е факултетското студентско собрание, а посебно што е факултетското студентско собрание на правниот факултет. Добро, значи за студентите кои што не знаат, факултетските студентски собранија, пред се факултетските, се нови тела, воведени со Законот за високо образование, чинам од 2018 година, се заменија претходните парламенти и факултетски студентски собранија се представнички тела на студентите. Представниците во тие тела се директно избрани од студентите на непосредни избори и целта на собранијата, на факултетските собранија, покрај тоа што да делегираат представници во универзитетско студентско собрание, кој што е сепак на врвот на хиерархијата, се да ги представуваат студентите на факултетот и во органите и телата на факултетот. Значи, примарна цел на представниците во факултетските студентски собранија е да ги бранат интересите на студентите, да ги штитат од повреди на нивните права, да пробуваат да ги унапредат нивните права и да заокружиме да го подобрат целокупниот високообразовен систем. Добро, со оглед на тоа дека сите вие сте членови на факултетското студентско собрание, дефинитивно би започнал со вас прво како членови, подоцна ќе поминеме и на председател. Па така да ви започнам, Георги, зошто се кандидираше ти за член на факултетското студентско собрание? Гледај, за мене беше као no-brainer одлука која излезе самата, конечно почна да се формираат собранијата и се распиша изборите, веќе едно тоа го студирам, иако на крајот од мојот факултет ја нема да бидам политичар, туку бидам политиколог, сепак ова представува една шанса да го искусам во пракса тоа што на некој начин и го студирам. Сепак учиме, не знам, за почетоците на демократијата, за првите устави, парламенти и ред други работи. И сега имаме нешто такво што ни се дешава за прв пат во нашата историја, која станува збор за високото образование. Као што Кристијан спомна, имаме за прв пат некоја опција да ги гласаме нашите представници и тие да бидат некои наши представнички тела, кога зборувам, кога кажувам наши, мислам на нас како студенти. Па така, не знам, ќе навлеземе може после и како се бирани тие представници, ама од катедрата кај нас на политички немаше и нема се уште, за жал, многу заинтересирани луѓе кои сакаат да се вклучат во самата работа на факултетското студентско собрание. И дефинитивно не сакав да испуштам таа шанса да се вклучам во тоа некое создавање на ова представничко тело при правниот факултет, а после и на универзитетско ниво. Да, зошто јас се активирав од неколку причини. Првата причина зашто политика да ми е една голема љубов и ваква шанса на едно студентско ниво да се решават студентски проблеми од самите студенти, за самите студенти беше едно преако нешто и осеќав желба да бидам дел од тоа. Настрана од тоа и гледав големи проблеми во самиот образовен систем, што ако не можам директно да ги сменам, барем да пробаме на некој начин да ги сменаме. Една работа која многу ми сметаше беше недостатокот на практична настава, како и на правен факултет, така и во сите факултети во Македонија, ама затоа ете дојдовме до некои работи како што е бирото за пракса или инфоцентарот на правен факултет. Исто така има и курсеви за практични правни вештини, да се надеваме дека понатаму ќе дојдеме до некој ниво кај што ќе имаме пракса како дел од наставата, како предмет, дебати да имаме како дел од наставата и симулации на судење. Тоа би било топ. Јас, еве, кога веќе доаѓа редот и на мене, веќе како што се знаеме тука и меѓу нас, нели сите бевме дел од студентската организација, која што е неформална организација на правниот факултет. И мислам дека реално истите залагања ги имавме уште од самиот почеток на организацијата, само што сме сега легитимни. И како што нели сме прв пат воведени во овој процес, самите ние се сочуваме со некоја реално искуство,
А зошто се кандидирав? Јас искрено немам толкава љубов кон политиката, иако нели нормално се тесна поврзана с правата и политиката, но мислам дека, тоест не мислам, но самите всушност проектите и самата програма која што имаме ние како студентско собрание се реални недостатоци кои што јас се соочувам првично, потоа и студентите околу мене. И бидејќи мене реално ми сметаат, сум имала доволна е таа побуда, доволна е таа страст да нели се кандидирам. Со тоа што не можеме да знаеме нели дека ќе западнеме во ваква ситуација и со тоа што мандатот ни е ограничен или на една година, колку што можевме реално сметам дека направивме. Јас кога се кандидиравме, мислам и се уште, сум прва година и кога првпат дојдов на факултет, еден од првите контакти со правниот факултет како таков ми беше баш студентската организација на правен факултет, што искрено ми беше многу интересна како појава, затоа што видов дека е можеби единствениот канал каде што стварно може да се бори некој за колективот и за себе. И после тоа за кратко време се организира изборите, каде решив дека би сакала да се кандидирам поради тоа што пак на еден легитимен начин, на едно малце можеби повисоко ниво, ќе можам да влијам на они одлуки кои ги тенгираат токму студентите, кои ме вклучуваат и мене, нели? И дека јас на овој факултет ќе останам уште минимум 5 години и онака ќе морам да се справувам со тие недостатоци секојдневно. Па би сакала да направам нешто да се подобрат на некој начин барем. Па јас кога се кандидирав за член на факултетско студентско собрание, го сватив тоа првенствено како предизвик, бидејќи сум исто студент на политички студии, знам која е моќта да се има едно легитимно тело кое што ги представува студентите, па можам само накратко да кажам дека сакав да бидам од таа приказна и дека сакав да ги представам интересите на студентите. Кога ја добив поддршката од мојата група, што ме гласа, сватив дека тоа е навистина голема одговорност и дека меѓутоа исто да носим многу добро искуство со себе. Супер. Инаку овде би сакал да напоменам дека имавме еден уникатен систем на гласање, односно студентите гласаа по така наречениот преференцијален систем, што значи тие сами си ги одредуваат нели какви ќе бидат листите, односно тоест тие де факто може да гласа за повеќе луѓе по преференции, но оно што е интересно е што покрај членовите на студентското собрание за посебно во посебна конта и во посебно гласачко ливче се бираше и председателот на факултетското студентско собрание. Овде би сакал да го, бидејќи имавме двајца кандидати за председатели, победи Кристијан Зуморовски, овде би сакал да го прашам зошто се кандидираше за председател. Прво се почна со студентската организација на правниот факултет, кога ние заедно другарки со исти интереси, видовме дека само заедно, солидарни, може да оствариме одредени права, може, значи, со студентската организација се организираат дискусии, се изборивме за права, едноставно, уште како неформално тело, и дел од професорите и дел од деканатот не почитуваа. Кај нас во организацијата не беше битно кој ќе се кандидира за председател, персоналното решение туку да ги дели идеите на организацијата, така да мислев, сметав и се уште сметам дека како организација можеме да ги оствариме одредени бенефити за сите студенти, не само за нас, уште повеќе може да направиме како легитимно изборно тело на избори и исто јас тоа сакам да го кажам, интересно беше што за членовите имаше отворени листи, а многу малку неважечки ливчиња, така да покренавме и мислам како правен факултет дебата дали може и на државно ниво да се организираат избори со преференцијални листи. Инаку идејата беше таа подобро студентско организирање, подобар студентски стандард и политиката помалку да се меша во високото образование, а да одвојува повеќе финанси. Студентите сами да се уредуваат како ќе студираат, што ќе студираат, државата да не се меша во начинот на функционирање, туку само да проба да обезбеди соодветни услови за истите.
Супер. Понатаму кога ве представи вие исто така собранието работи врз база на комисија, односно членовите учествуваат во комисии, таму се кај што се одвиваат најголем дел од активностите. Па така овде би ве прашувал што вашите комисии конкретно работат и како една од поактивните комисии барем овој период би сакал да започнеме со Катерина како барем на ниво на УСС она што е комисијата за маргинализирани заедници. И што Па вака. Да. Комисијата за заштита и напредување на правата на маргинализирани групи се бори, како што кажува самото име, нели, за заштита и напредување на правата на одредени групи кои ние сметаме дека се маргинализирани, кои за жал кај нас се премногу на број. Комисијата во последно време нели ги префрли своите активности онлайн, иако имавме многу стварно добри активности спланирано со физичко присуство, кои за жал не се остварија, ама се надевам дека можеби во нека следна прилика под нечиво друго лидерство и така натаму. Последна активност која ја остваривме беше спроведување на една анкета околу тоа, околу точниот степен на дискриминација кој се случува во високото образование, конкретно науки. Резултатите за жал воопшто не беа изненадувачки. Најголем проблем кој го видовме, кој го претпоставивме уште на старт е тоа што младите не знаат да препознаат дискриминација. Иако голем дел пријавиле дека не знаат или не била мета на дискриминација, пријавиле дека виделе кај друг дека е дискриминиран. И понатаму имаше многу случаи прераскажани кои беа навистина, мислам, навистина трогателни, кои апсолутно не сме да се дозволи да се случуваат во образовниот процес. Сега за сега сме скроз на почетокот, но очекувајте повеќе. Супер. Димитар, бидејќи ти си дел од Комисијата за нормативна дејност, би сакал да, нели, што е улогата на таа комисија и што работите? Можда нема толку активности како другите комисии, но главната цел на Комисијата за нормативна дејност е приготвување на норми и акти кои се потребни за функционирањето на собранието. Сега единствена работа што ја имавме како комисија е приготвувањето на деловникот за работа на собранието. Заедно со членовите, останатите члени на комисијата го приготвивме и беше изгласан. Исто така има испремени некои измени на статут кои што допрва треба да се гласат, но се изматка со оглед на ситуацијата каква има многу по приоритетни работи кои треба да се решават отколку менување на статут и така натаму. Исто така надвор од таа комисија сум и дел од комисијата за студентски превоз, кој што со помош на Универзитетско студентско собрание дојдовме до ниво кај што најверојатно после завршувањето на кризата со корона ќе биде возможно да има бесплатен студентски превоз за сите студенти, вклучувајќи за од втор циклус и од трет циклус. И сега ќе видим тоа како ќе биде и така. Може да се уфрлам кратко пак? Да. Сакам само што да споделам еден спомен од една активност што ја направивме пред неколку месеци, тоа е маршот за правата на студентките. Ова е едно од стварите што ги носевме на нас како пароли. Тој марш беше како едно надополнување на оној голем 8-мартовски марш, под слично, но не баш исто мото. Мотото на овогодинешниот 8-мартовски марш беше "Ти не си виновна", а нашиот беше "Студентките не се виновни". Конкретно се однесуваше на сексуалното вознемирување и насилство во високото образование и подигнување на свеста за истото. Георги, би сакал да додадеш ти за работата на комисиите? Добро, јас сум член на повеќе комисии, координатор на неколку на собранието на правен, ама дефинитивно едно од сега како што кажем, каде моравме се да префрлиме онлайн, ама не може се и да направиме онлайн. Но едно од работите што навистина можевме да им се посветиме, што како членови на Факултетско студентско собрание, што како поддршка и членови на Универзитетско студентско собрание и формирањето на првиот студентски
медиум науки. Не знам, ќе дадам простор на Сања повеќе да каже за тоа. Ја само сакам да кажам дека навистина е убаво и навистина е онака баш оптимистички да видиме колку само студенти ни се приклучија до сега и еве 2 месеци скоро сме во функција и онлайн и навистина има резултати. Што еве ние подкаст снимаме, имаме студенти кои пишуваат и ни праќаат колумни, секоја недела имаме студенти кои што пишуваат различни статии и навистина е убаво да се види студентите, не само оние кои учат за новинарство, туку доста студенти на доста факултети да ни се вклучат во самата идеја за формирање на еден студентски медиум кој што и после нас, нели, нашиот мандат е 1 година, некој може ќе остане и повеќе, ама и после таа некоја прва верзија на медиумов, ја гледам потенцијал сето тоа да продолжи и да стане на вистински медиум кој што започнува од нас, од студентите направени на сите други факултети при универзитетот, но Сања може многу повеќе да каже бидејќи и таа е дел и од собранието и од медиумот, па така Сања поред. Јас сум член на Комисијата за медиум при Факултетското студентско собрание на правен факултет, меѓутоа со Ѓорѓе заедно работиме на универзитетско ниво, односно на Комисијата за медиум при УСС, заедно со останатите колеги. Што можам да кажам повеќе, нашиот проект е Авангарда. Авангарда е студентски медиум, чија идеја е во основа да биде автономна, слободна платформа за студентите да можат слободно да се искажат, но истовремено е и платформа преку која што студентите се информираат. До сега имаме голем интерес, се имаат многу студенти вклучено, отворени сме со работка со уште повеќе студенти. Имавме идеи кои што требаше да се реализираат, но заради новонастанатата ситуација не можевме. Меѓутоа, како почнавме, до сега мислам дека сме задоволни со работата. Целиме понатаму кон повисока професионалност, нормално секогаш може повеќе и навистина нашиот медиум да стане предпознатлив. Би сакале студентите да ни укажуваат повеќе доверба во иднина. Тоа и го очекувавме дека на почеток студентите нормално дека на нешто ново не би се навикнале одма, меѓутоа со текот на времето сме задоволни како се одвива тој процес. Тоа би можела да го кажам. Ја само би се надоврзал на ово последното Сања што го рече, бидејќи свесни сме, ние ќе се надоврзам и на подкастот, ама и на други работи кои што потекнуваат од Авангарда. Дефинитивно не заземаме ниту една идеологија, не заземаме ниту една страна и дозволуваме на секој студент кој што ќе се приклучи на работата на студентскиот медиум Авангарда да пишува и да твори на начин на кој што тие сакаат, секако додека се во границата на нормалата, што би се рекло, или во границата да нема сење на омраза или да не се коси со закони за приватност и ред други работи кои што сепак треба да бидат common sense. Така што Сања рече, у почеток малце добивме некое не знам и како да наречам, као напади, ама мислам дека тоа се напади поради тоа што луѓево и дел од студентите не се доволно запознаени и затоа сакаме уште еден апел да даеме на сите да доколку има текст, статија, подкаст сакаат да снимаат видео, да направат слободно да ни се приклучат, бидејќи еве ние снимаме подкаст, имаме уште неколку подкасти на Авангарда и дефинитивно не би забраниле никој да дојде сега да ни каже и да сниме подкаст за Доналд Трамп. Ние можеме да снимиме подкастот за Берни, секој може да сниме подкастот за Трамп. Така што уште еден апел до сите, приклучете ни се, а и Сања можеш ако сакаш изборга да кажеш сега за дебата која што ја имавме, каде што сакаме и таков некој нов вид на дебатни емисии да ги правиме онлайн, кои што ќе бидат од корист на студентите. Малце, може само да се надоврзам да се пуштам во одбрана. Дел од коментарите на вашите видеа гледам, има студенти кои што пишуваат, се финансираат од државни пари,
тераат политика или лева идеологија. Само ја сакам да кажам дека како председател на Собранието на Правниот факултет нити имате побарано, нити имаме ви дадено уште никакви финансиски средства за снимање на подкастот, така да ова се е на баш база на добра волја и на солидарност. Би сакала само да се надоврзам претходно што се однесува до студентскиот медиум, студентите да не се плашат да се вклучат во студентскиот медиум, условно кажано. Ние во медиумот, тимот кој што сме и уредничкиот тим, сме многу малку студенти кои што се на новинарство. Мислам дека се еден или двајца, така што голем број од членовите на комисијата се од други факултети и тоа да не представува пречка ниту до едните, ниту до другите за да се вклучат во истото. И сега би се надоврзала до прашањето на Дунав за дебатата. Тоа беше прва дебата од тој аспект кој што ја модерирав јас. Искрено, јас добив само позитивни зборови во однос на моето искуство со модерирање. Тоа беше моето прво искуство воедно. Така да само имам позитивни зборови, не знам што посебно би кажала. Јас сум искрено задоволна, како што веќе напоменав. И мислам дека во иднина ќе продолжиме со такви дебати заради тоа што видовме дека имаат голем интерес. Мислам дека некаде околу почетокот на јуни се спрема втората дебата, само повеќе информации ќе можеме да ви дадеме малце покасно. Милена, мислам дека уште ти останува да ни кажеш во врска со комисијата. Да, па вака еве за пошироката публика која ќе го слуша подкастот. Во склоп на факултетското студентско собрание направен има комисија за студентски дискусии, на која што еве да кажеме, да, јас сум координатор, но заеднички нели даваме предлози, организираме, каде што нели заеднички учествуваме во самата организација, во самите настани. Првично, како што спомнав, нели сите почнавме со студентската организација, па и тогаш се роди таа идеја за студентски дискусии да организираме. Главната цел беше, првичната цел беше секој студент да се осеќа слободно да му постави прашање на професорот за било која тема, не мора да е во рамки на правото, секоја актуелна тема во општеството, бидејќи сметам дека само така можеме да се осамостоиме и ние како луѓе да развиеме критичка мисла. И сега нормално како што настана пандемијава, оневозможени сме таа интеракција да доживееме нели тет-а-тет, односно да бидеме во живо и да каде што всушност поголем ефект ќе развие самата дискусија и организиравме прва онлайн конференција пред колку време беше, пред некои 2,5 недели, кога беше уште актуелно прашањево за полицискиот час, за дали нас се ограничуваат човечките права во однос на пандемијата, во однос на рестрикциите на државата. Па дојдовме до идеја да организираме онлайн конференција со една тема основните човекови права и слободи пред, за време и пост корона ерата, каде што панелисти ни беа почитуваните професори од Правен факултет, професорката Каролина Ристова-Астерот и доцентот Марко Картулица. Тие што присуствува знаат како се одвиваше самиот концепт на дискусијата, после тоа како што кажав, направивме и ревју анкета каде што доста позитивни коментари имавме. Реално не очекувавме толкова заинтересираност, иако се долговлечи малце самата временска рамка, бидејќи имаше заинтересираност. Стварно испадна, за наше прво искуство во онлайн дискутирање, испадна добар проект, добар настан, каде што нели јас го модерирав, како што исто и Сања и мене ми беше прво лично искуство како модератор. И реално сметам дека добро поминавме како за прв пат и имаме идеи наскоро да организираме следни дискусии. Собравме предлози од студентите, односно добивме нели најчесто предлози за на која тема да бидат организирани дискусиите, така да за секоја активност, како што до сега факултетското студентско собрание ќе си ги информира студентите во интерните групи. Околу студентските дискусии само околу самата комисија, тој беше единствениот проект кој го реализиравме за време на пандемијава. А како што напоменав, претходно имавме на факултет настани каде што се собиравме во аула, во амфитеатри, каде што дискутиравме на разни теми. Па се надевам дека ќе продолжат бидејќи воведуваме на некој начин нов тип на интеракција
неформален сепак во рамки на факултетот, да се одржи академскиот дух, да се одржат студентите подолго време на факултетот и да имаме нели дискусија за разни теми. Така да околу тоа секој што следел знае како е и моја препорака е секој доколку може на своите факултети да почне да организира, бидејќи стварно се развива една кохезија на мисли и на коментари. Кога сме веќе за придружување на студенти во комисија, дали сите комисии во кои работите вие се отворени за студенти, односно дали секој студент кој што ќе произнесе интерес, дали може да се придружи кон комисиите? Комисијата за студентски дискусии моментално е на ниво направен, односно нели во рамките на Факултетското студентско собрание на правниот факултет, па така секој од правниот факултет всушност имаше можност да учествува и да се приклучи, но наскоро целиме кон тој да се направи нешто на ниво на УКИМ, каде што ќе може да се генерализираат сите факултети, ќе може да разменуваме цело време идеи, да имаме меѓусебна соработка, но ќе видиме за брзо време околу тоа, бидејќи се долго влекоа сите рокови, се пролонгираше се и моментално стагнираме и ние како и сите други. Но секако, сите што се заинтересирани се добро дојдени, тоа за се важи. Би се надоврзала тука за Комисијата за студентски медиум. Сакам само да напоменам дека било кој што сака да се приклучи во каков и да сака формат, може тоа да го направи. И исто така сакам да појаснам некои работи, односно доколку некој се приклучи на комисијата, не мора да се свади како врска цело време нешто да пишува или да снима. Тоа може да го направи кога има инспирација или кога има некоја креативна идеја. Не е тоа никоја уврска и апсолутно членството во нашата комисија не представува никаков вид на уврска. Да, и тоа се согласувам со Сања, тоа мислам дека треба да се знае дека важи за секоја активност во нели нашите организации, во нашите проекти, бидејќи сепак се базира на волонтерство и на добра волја. Истото важи и за Комисијата за заштита и напредување на правата на маргинализирани групи. Секој што сака може да се вклучи, дали тоа би било на факултетско или универзитетско ниво, како што мисли дека повеќе му одговара. Во било кое време, за било која активност, дали краткорочно, долгорочно, секако оставаме на самите студенти. Секако дека комисиите кај што работам се слободни за студентите, иако за нормативна дејност е малце поддосадна комисија, не верувам дека некој би се заангажирал таму, ама интересна и многу битна комисија е Комисијата за студентски стандард при Универзитетското студентско собрание, на која што сум председател, за неа за многу битни работи зборам, односно за студентскиот стандард. И претходно работевме некои работи поврзани со коронавирусот, како тие ги опфаќаат студентскиот стандард, но има и дополнителни прашања кои понатаму следат, за кои што повеќе луѓе ќе се заангажират, има то повеќе идеја и то повеќе луѓе да се решат некои битни проблеми. Така да учеството е слободно и посакувам што поголем број на студенти да се уклучат во работата. Надоврзувајќи се на појавата на COVID-19 и целото пореметување на образовниот процес, е тоа дека на нашиот правен факултет имаше специфичен настан кој што ние си го нарековме студентски референдум и кој што беше спроведен, така што би сакал да слушам од председател Кристијан Зумровски и Милена кој што учествува во целиот тој процес на легитимирање на самиот референдум преку работа со избирачки список и броењето на гласови, така што да ни објасни малку како течеше целиот тој процес и каква динамика имаше. Целата фрка околу референдумот беше кога се постави прашањето на наставно-научниот совет, а нели сите не фати и високото образование кризава со коронава, најпрво здравствена, се висше економска и образовна, се постави прашањето, владата донесе една фамозна уредба со која што моје лично мислење дека малце навлезе во автономијата на високото образование, тоа е вметна на мала врата онлайн проверка на знаење, која што за нас беше спорна и ние на почеток мислевме дека и од професорите ќе не идеме на разум и дека таа уредба, односно ние
нема да избереме опцијата да се полага онлайн, туку ќе се чека да се создадат услови, односно здравствените власти, Комисијата за заразни болести да даде зелено светло да се полага на факултет со физичко присуство. Но дел од професорите, поголем дел првично, беа за опцијата да има можност професорот сам да одлучи како ќе отестира знаењето на студентот, и за таа цел ние прво да го зајакнеме нашиот став, а второ и да ги прашаме студентите. Организиравме онлайн референдум со просто прашање дали сте за или против онлайн полагање на правниот факултет, бидејќи сметаме дека прво со онлайн полагањето, ако се дозволеше, цела среќа тоа не се случи. Можем да кажеме дека добивме таа битка. Со онлайн полагањето значително ќе опаднеше и така опаѓачкиот факултет на високото образование. Подоцна директно би се дискриминирале студентите кои што сега се наоѓаат во подрачја, кои што немаат стабилен интернет. Има и значителен број на студенти кои што немаат воопшто уреди за следење на настава, а камоли за полагање. И доста битно прашање беше дали факултетот и универзитетот може да обезбедат соодветна заштита од злоупотреби, на која што не добивме одговор кој што не убеди дека дека факултетот располага со механизам со кој би се заштитило самото испрашување, односно дали ќе има злоупотреба на системот преку онлайн полагање. Така да повеќе околу бројките и начинот на спроведување на референдум може да каже Милена, јас само ја зачнав зашто беше потребата од референдум. Добро, ние значи како факултетско студентско собрание на правниот факултет имаме обврска на некој спрема студентите да ги прашаме да се произнесат на прашањето дали се за онлайн тестирање или се против, и ние како легитимни представници нивни треба да го застапуваме мнозинскиот став. Со тоа и ФСС спроведе онлайн референдум по тоа прашање. Ви знаеме сите дека одреден дел од нас учествуваат, одреден дел од нас кои што се слободни во тој период од времето учествуваат во активностите на ФСС, па така тогаш јас и Ејуп, колегата кој што моментално не е тука, преземавме иницијатива да ги повериме одговорите од анкетата, да направиме статистика и транспарентно да излеземе пред студентите. Референдумот се спроведе преку анкета на Google Forms, каде што секој студент со име и презиме, со индекс, јасно и транспарентно се изнесува по прашањето дали е за онлайн тестирање или е против онлайн тестирање, односно за полагање со физичко присуство. Откако заврши 24 часа временската рамка за одговарање на анкетата, односно за произнесување по тоа прашање, јас и Ејуп, јас лично тврдам и најлегитимно можам да кажам дека детално ги проверувавме одговорите и ги споредувавме со избирачкиот систем, односно секој одговор кој беше доставен во анкетата, секој име и презиме со индексот ги проверувавме во избирачкиот список, дали се одвестува тој студент, дали го има во избирачкиот список, дали се уште му важи статусот на редовен студент или на правниот факултет. Тие податоци ги средивме во Excel табела и транспарентно ги објавивме во групата, каде што резултатот беше 500 гласа имаше против онлайн тестирање, а 250 беше за онлайн тестирање, да. Тие статистики се објавени во групата, сите имаат пристап до нив. И ние како легитимни представници се боревме да го застапуваме тој став. Сега, лично мојот аргумент кон сето ова, да, јас ги разбирам и студентите кои се оневозможени да дојдат физички, бидејќи нема, се уште трае пандемијата, се зголемува бројката, сите сме изложени на ризик со тоа да се заразиме. Меѓуградскиот превоз се уште не е соодветно регулирано околу тоа прашање, но професорот е тој што сепак крајниот збор го има и одлучува како ќе спроведе испитот. Доколку се утврдеше да се полага единствено онлайн, многу студенти ќе го изгубеа правото на полагање. Да, нема твој избор дали ќе дојдеш физички или да полагаш на сесијата, бидејќи реално никој не те обврзува, доколку сметаш дека е ризично и дека сам се ставаш во ризик. Но затоа има и опција
самиот професор да спроведе и онлайн тестирање. Со тоа што ако се сведеше целосно само на онлайн испитување, многу на студенти немаше да имаат шанса да полагаат. Пример, еве лично јас разговарав со професорот по меѓународно приватно право, кој транспарентно одборам дека тој самиот беше експлицитно дека не сака да спроведе онлайн тестирање, не затоа што не може да го оцени студентот на тој начин, како што ние комуницираме моментално целиот свет, нели иде електронски се тоа, туку едноставно немаме развиен метод, немаме техничка опрема соодветна со која што ние ќе гарантираме дека тоа што го полагам, дека сме идентификувани ние дека го полагам испитот, дека некој нас не врши контрола и дека нели нема да има недоследности. Сега, доколку, например, професорот по меѓународно приватно право не дозволува под никаков основ да спроведе полагање, некој студент го има оставено само тој предмет се дипломира. За тоа што ако се изведеше нели само онлайн тестирање, тој студент нема да можеше да полага, ќе го изгубеше правото на полагање. Мислам дека тој е најзначаен аргумент што може да се даде во самата оваа тематика, бидејќи колку да има коментари за, толку има и контрааргументи, што нормално секогаш имат противставени мислења. Сметам дека најдобрата опција извлековме, бидејќи секој ќе може да се го оствари своето право на полагање вака. Благодарам, Милена. Следното прашање за тебе, односно тоест бидејќи досега веќе скоро изминува периодот на мандатот, ќе треба да се распишат нови избори. Според тебе како досега се соживуваш со улогата на претседател на факултетското студентско собрание и како си задоволен од работата на собранието во целост и дали мислиш дека има едноставно отвореност со страна на факултетот и органите за соработка со студентите и нивните представници? Значи, извини, Зумро, може само се нешто надополнам, да искористам шансата вака кога веќе јавно збориме на ова прашање. Страшно сум демотивирана и разочарана од коментарите на моите колеги, општо на студентите кои ги читам, бидејќи не можам да зборувам за другите факултети како се спроведел референдум, како се спровела таа анкета на тоа прашање. Баш бидејќи јас лично бев таа што 3 часа проверуваше детално, споредуваше според избирачки список, нели дали постои студентот воопшто, дали е студент на правниот факултет. Толку детално, експлицитно и транспарентно им ги представивме и ние резултатите, што стварно морам да кажам дека сум разочарана од типот на коментари дека ФСС не се залага, дека ФСС гледа за своји интереси, бидејќи не знам, смешно е да гледа за своји интереси, пошто само да тоа што јас пројавам иницијатива лично да ги проверувам тие податоци е знак дека сакам да биде секако што треба и дека јас самата се залагам да помине тоа во најтранспарентен ред. Така само да бидам малку критична кон моите колеги и кон сите студенти, бидејќи не очекував такви коментари. Јас на коментарот на Мими би се надоврзал, уствари треба да го гледаме коренот на проблемот. Пред факултетските студентски собранија имавме така наречени парламенти и голем дел на таа недоверба се базира на тоа што претходните парламенти, студентски парламенти кои што требаа да бидат во наводници представници на студентите на факултетите, беа пасивни, беа корумпирани и беа прости партиски послушници, па така да сега малце јас тоа гледам и кај студентите и кај професорите. Студентите треба да им дадеме време да се привикнат дека факултетското студентско собрание реално работи за подобрување на стандардот и на условите за студирање. Кај професорите тоа го гледам на почеток, деканатот и професорите, тоа и не е, како да го кажам, не е нивна грешка. Тие се 30, 40, некои 50 години професори и за прв пат има студенти кои што на некој начин им се коси авторитетот на професорите и полека се привикнуваат и студентите и професорите, така да не би бил толку песимист како Милена. Мислам дека добро сме прифатени сега од студентите, а во врска со работата можем да кажем дека со оглед на тоа што сега не затече короната и со оглед на тоа што изборите беа некаде ноември, конституирањето беше декември,
фатија новогодишните празници и сега короната, мислам дека сработеното досега не е најдобро, но во секој случај се работеше на подобрување на студентскиот стандард. Овака, бидејќи нормално факултетското студентско собрание со тоа и универзитетското е прва година по негово формирање, и нормално вие кои што се моментално членови сте дел од неговото создавање. Така што како го замислувате факултетското студентско собрание како институција, а со тоа и универзитетското студентско собрание во иднина, тоест до вашето дипломирање и нормално и после тоа, како вие би сакале тоа каква улога тоа треба да игра во поширокиот општествен контекст на Македонија? Но ја може тука сакам да се вклучам баш на оваа тема, бидејќи и на тоа поготово Милена и Зума што збореа за Реп, Џоле. Па еве едно момент подлагање. Ова ќе опуштиш, ќе види како аргумент против онлайн полагање. Што може да се деси? Ја да дам коментар тука, Дорџоле вака е упечен. Значи, мислам дека главниот проблем е што студентите, вие тела ги гледат како над нив, како нешто што, не знам, ние некоја репресија, не знам, ние сме тие главните што одлучуваат, ние си ги превземаме работите во наша корист. А всушност ние само го пренесуваме нивниот став, односно мнозинскиот став на студентите. Како јас го замислувам, значи јас искрено сакам да продолжат да имаат доварба прво во нас, бидејќи мислам дека главниот проблем е што студентите немаат доварба во нашите тела, односно еве конкретно немаше да има реакција од типот дека не знам ние сме платени, дека ние ова го правиме за наша корист, дека ние ги гледаме интересите на одреден број студенти. Ако студентите придои со разбирање со доварба кон самите наши активности. Сакам да се вклучат сите, искрено апел да се вклучат сите, бидејќи како што каже Сања не е обврска, ниту треба да им представува обврска и да се сеќа дека се приморени они да допринесат кон системот, до промена на системот. Само за тоа што си присутен, ти ги слушаш другите идеи, ти ги слушаш другите коментари, ти си вклучен во секаква, не знам, во секаква акција, во секаква активност, само тоа ти веќе правиш промена. Бидејќи ние не сме вклучени сите како организација. Самите студенти треба да се организација, движечка сила. Не е битно дали сме легитимно тело, дали сме неформална организација, дали не знам сме се собрале 5 души во хол и имаме студентска дискусија. Треба секој да се осеќа дека добродојде и дека секој ќе биде ислушан. Значи, ниедна идеја не е помалку битна од некоја друга, наставно така уствари така всушност се раѓа и не знам, се раѓа завршната идеја, замисла за било кој проект. Така да само тоа ми е мојата препорака пред да почне Ѓорги да збори, дека треба секој да се осеќа слободно и да се чувствува самиот инклузивен во самиот систем, во самата тело. Ја само би сакал да ја кажам, лично толку не ги сваќа коментарите и се, бидејќи за волја на вистината, секој предлог во врска со работењето на факултет кој што бил иницииран од собранието, бил поддржан од мнозинството од студентите и можам да кажам додека немаше вонредна состојба, дека работеа факултетиве, ние си имавме, канцеларијата наша беше отворена со работно време, сите седници имаме записници, све си е транспарентно, сега зборот транспарентност и отчетност малце е досаден, но навистина мислам дека уживаме подршка од студентите и мислам дека сега кога ќе завршиме, ќе сработиме дополнително од програмата што имаме предвидено за изборите, така да, пак ќе кажам, ја не би бил толку песимистичен. Мислам дека работите одат на подобро и ќе одат уште повеќе на подобро. Сакам баш со тоа на Зумрано идејата да се доврзам, дека баш многу по-оптимистично гледам на работите, дека да, можеби сега има некоја недоварба кон овие тела и ја разбирам искрено. Сепак, мојата не да толку, можеби вашите генерации повеќе, но и мојата го осеќа тој белек на испрљаноста од парламентот.
И мислам дека следните генерации што доаѓаат, барем колку толку сум во контакт со нив, се го немаат тој белек на парламентот и на слични тела и квази организации и слично. И мислам дека ќе имаме еден нов бран на студентско движење со тие генерации кои ќе биде навистина чист од сите тие влијанија и лоши спомени, како и да ги наречам. Така да мислам дека ФСС и УСС имаат навистина светла иднина, а наша работа да го поставиме само темелот. Да, јас почнав да зборам на почетокот и после ми падна интернетот па ме снема. Што сакам да кажам на оваа тема, доста сум малце у последниве неколку дена па и недели, доста размислувам на оваа тема и сваќам и повеќе сум на страната на Милена која збори баш за оваа тема, дека гледаме доста коментари, ние знам, пак ќе спомнам подкастот ни беше нападнат уште кога извадивме првата епизода, дека не знам, шириме разни глупости. Но факт е дека многу мал дел од студентите се вклучија во работите на ФСС, на УСС, на сите други факултети во самата работа на овие студенти. А исто така мала и бројот на студенти кои ствари излегоа и гласаа на изборите кои беа одржани на факултети. Па затоа малце кога добиваме напади, кога добиваме некои коментари за работата која што ја правиме, треба да се земе во обзир дека исти овие студенти кои сега напаѓаат имале обзира имале шанса да не бираат или да не бираат, имале шанса сами да се вклучат и сами да бидат представници на студенти. Така што ја би уште еднаш доста и испратил апел до сите студенти кои коментираат на работа да знаат дека ние сме почетници во ова. Нема да направиме перфектно, плюс не фати корона како и на целиот свет. Така што да, критика е добра работа, конструктивна критика е можеби нешто најдобро кога се почнува со ваков проект, но уште подобро би ни било доколку ни се вклучите. Уште подобро ни би било додека на следните избори имаме не колку кандидати немавме доволно кандидати да ги пополниме сите места на ФСС на правен факултет. Можеме ние да збориме дека имаме премногу места на ФСС, но сепак кога имаш таа можност да се кандидираш, излези и кандидирај се. Излези со некоја, не знам, некоја цел, не мора цела програма да пишуваш, излези и кандидирај се на некоја платформа која што сакаш да ја завршиш во текот на твојот мандат. И на пример, не знам, ние добиваме безброј коментари поготово на нас на правен факултет, ама ние едва се собираме да имаме форум за да почнеме седница. И тоа не е кога короната фат, ние едва се собиравме пред корона. И не може ништо да одлучиш, па така не знам. Една седница траеше 2 дена, бидејќи не можевме да се договориме и не можевме да викнеме доволно луѓе да уствари почнеме да одлучуваме, да правиме нешто. Тоа е проблемот. Колку и да студентите коментираат, повеќе коментираат сега кога станува збор само за испити, колку и тие да коментираат, многу поважно и многу повеќе ќе помогнат со тоа што ќе ни се вклучат во работата и сами ќе се кандидираат и сами ќе одлучуваат за некои вакви работи за кои што сега ние сме биле избрани и можеме да одлучуваме за ова. Само извини да се надоврзам, мислам и да одговорам и на Зумро. Зумро не сум песимист, сам реално никој од нас не е песимист, зашто да бевме песимисти немаше да продолжиме со работа. Едноставно, критиката, значи секогаш има критики, ние сме добре дојдени, како што каже и Џоле за конструктивни критики, само така и ќе се запрашаме и ќе подобриме нели секоја наредна постапка, туку не за суштински критиките. Критиките се дека ние имаме подли намери, а тоа страшно ме нервира, пошто сме тргнале што сите се трудиме да испадне како што треба во најдобар ред да ги застапуваме првично студентите, нели со самите себе си се застапуваме со самата одлука што донесуваме. И мене повеќе тој момент ме демотивира бидејќи сите ние доколку не чувствуваме некој не знам, као ветер од студентите, као некој отпор дека некој зелено светло всушност дека тоа што го правиме за нив. Самите ние како цело, како луѓе, како студенти можеме да
можеме, иако сме тргнале со добра намера, да испадне потоа во погрешна насока, самата активност. Затоа е битно да сме сите заедно и секогаш сме добродојдени за критики, но суштински критики. Бидејќи се остало е само правење фама реално и се прави хаос. Од таков хаос имаме и дезинформации. Значи секој пост, секоја објава, секој соопштение било детално образложено и експлицитно кажано, односно потенцирани биле главните точки, главните поенти. Мислам дека тоа е проблем кај општо кај луѓето, значи нормално дека нема никаква совршеност, не сите ние сме со таа карактеристика родени како суштества, но само сакав да реплицирам дека не е песимистички, туку повеќе не знам, апстрактна критика е тоа. Тоа е некоја само правење хаос. Значи едноставно не знам, се создава расправија без веза, и се бега од главната поента, се бега од главниот проблем. Затоа јас кажав дека дел од студентите ги разбирам, бидејќи претходно беа навикнати нивните представници само да договараат апсолвентски вечери, правнијади, сликања за табло. И сега малце конференции на факултетот за студенти, која бараме да се изгради студентски културен центар. Сега ова да се пофалиме како собрание, обезбедени се пари и за реновирање на читалната, и за реновирање на тоалетите, и затоа ги разбирам студентите, бидејќи премногу студентските представнички тела носат преголем товар од минатото, односно од парламентите и претходно како беа Сојуз на студенти, што знам како беа, бидејќи пред факултетските студентски собранија секогаш потезите не ги влечеа самите представници, туку политичките партии. И се надоврзал јас на сите помалце. На сите. На сите помалце, поготово со Џоле и Мими нешто што кажа. Како го гледам јас ФСС и студентското организирање, како прво, сакам да има многу поголема активност од студентите. Што значи тоа? Тоа значи да се активират во самата работа на студентското собрание, во комисиите. Нивниот е многу поразлична. Една комисија да работи со тројца, отколку една комисија да работи со 10 души или поќе од 10. Има поќе идеи, поќе луѓе, поќе сугестии што може да дадат на поинакви начини како може да се средат некои проблеми. Но активноста на студентите не треба само од студентите кои што не се дел од ФСС, туку треба и со студентите што се дел од ФСС. Како што кажеш Џоле, многу имавме седници кај што се мачевме да имаме кворум. И ако немаш кворум, не можеш ништо да одлучиш. Ние можеме да се сеиме таму, да си правиме муавет, ама никаква одлука не можеш да донесеш. Друго што би рекол за недовербата што имаат студентите, да, разбирлива, донегде разбирлива и неразбирлива, разбирлива дека претходно имало такви некои организации како студентскиот парламент што стварно не работеа во интерес на студентите, беа корумпирани, така натаму какви да било други придавки да му дајме, има зошто до негде да немат доверба. Од друга страна, немат доверба и викат дека ние тоа што го правиме со подли интереси против интересите на студентите, а тоа ние што правиме е организирање на студентски дискусии, начин како да ги средиме гужвите пред студентски прашања, зошто да нема онлайн полагање од тоа директно против интересите на студентите. Утре други ден кога ќе завршиме ќе имаме деградирачка диплома, која веќе се деградира, тоа што толку ќе се деградира. Така да би рекол на тоа, ако работиме против интересите на студентите, значи да работиме против и нашите интереси, пошто ние сме студенти. И друго што би рекол, сакам да видам ФСС и УСС како студентски тела, како тела на студенти, да бидат поќе сватени сериозно. Не толку од студентите, мислам од управите, односно од професорите и од одлучувачките фактори. Значи, треба да не гледат како еднакви, кога ќе застаниме на некоја преговарачка маса да збораме за каков и да било проблем што му е на студентите, да не гледат како овие дечишта се rebels, бунтовници, сакат само проблеми да прават нешто да се дешава, да не гледат како студенти кои стварно сакаме да си ги решиме проблемите, бараме диалог со управата и бараме да бидеме сватени сериозни, затоа што имаме луѓе кои што имаат стварно добри идеи и вредат за сослушување. Јас би се надоврзала само на колегата Зумровски. Сакам да кажам дека покрај првичната препрека која што имаше ФСС во однос на довербата, која што е нарушена во телата од претходното представничко тело, ние наидовме и на препрека со вирусот, каде што можам да кажам дека бевме
едни од првите собранија, дури мислам дека и најпрвите кои што има алтернатива во однос на онлайн предавањата и платформа, и можам слободно да кажам дека кај нашиот факултет една недела се изгуби, а некаде ниту една недела од предавањата не се изгуби, односно не се одолговлече заради ажурноста на телото. Во иднина очекувам Универзитетското студентско собрание и нашето студентско собрание нормално да биде поактивно, со тоа што ќе се вклучат повеќе членови, повеќе студенти, и мислам дека дури сега студентите ја сваќаат важноста на студентското собрание, насрано од сите критики кои што ги добиваме и сите пофалби. Мислам дека дури сега во вакви ситуации се сваќа нужноста на едно вакво представничко тело и дека на следните избори може да очекуваме подобрување во однос на поднесените кандидатури и во однос на излезноста за гласањето. Да, и само да се надоврзам на Сања ти што го речева последново. Многу мал дел од студентите знаат дека токму факултетските студентски собранија, како на нашиот факултет, така и на другите факултети, активно учествува и помогна за да се одржи непречено онлайн настава. Знам секако кај нас, знам дека ние као факултетско студентско собрание и ЗУМРО и сите се вклучивме и праќавме мејлови до професори и ја понудивме нашата помош за да целиот овој процес на онлайн настава пред онлайн полагање да се одржи непрекинато. И еве, кој што каже Сања, јас сум од политички на англиски, ние не изгубивме ниту една недела и ги имавме сите предавања предвидени од февруари кога почна семестар. Доколку нема повеќе коментари, мислам дека може да привршуваме епизодата. Мислам за тие што не слушаат, знаат дека со гостите моментално што ни се ги постојано прашуваме за препораки, така што ви почнам со Георги, дали може би тој има некоја нова препорака за нас во однос на книга, подкаст, било што. Ја кажав што од Старк Троцки, може малце контроверзна ќе бија за некој што не се согласува со нашите некои убедувања, ама дефинитивно е интересна серија, историска, и е доста интересно на руски да се гледа, дека не знам, дали од премногу серии гледање или филмови гледање у Карантинов на англиски малце издосадува, така што други јазици е добро да се слушне. На Netflix е така што може да побарате и би уживале у неа. А за други препораки имам уште епизоди, после ова ќе давам колку треба. Како што кажав и пред еден стилден го повинав со гледање на видео од Сам Харис и би препорачал книга од него, би препорачал сите книги од него, затоа што има многу добри книги. Ама една поготово е The Moral Landscape, How Science Can Determine Human Values. Како што кажува самиот наслов, многу интересна книга како некои морални вредности, како изворот на тие морални вредности можат да се преценат преку наука. И друго што би препорачал е документарен филм, на Netflix го има, се вика Ел Пепе, тој е за претседателот на Уругвај, претходниот претседател на Уругвај, многу интересно приказна како стана и дефинитивно еден од најневообичаените претседатели, иако така би требало да изгледа еден претседател. Јас имам малце помалку, така да речем, политички правни предлози. Те серија што ја изгледав вчера и многу ми остави впечаток, предобра серија, Fleabag. Исто така и Sex Education, многу корисна серија, многу добра серија. А од книги сега малце ќе се уфрлам на политичкото и правното. Се од Ема Голдман, буквално било кое се, читајте го, предобара, се што има напишано жената нема утка. Има пишувано пред 100 години, 110, тоест, а идеите се многу пред нашето време. Јас многу серии гледам, многу филмови гледам, не знам која да изберам. Гледав една многу ретардирана последно време, така ќе кажам, Paradise PD на Netflix. Стварно е смешна, ама чуден хумор има, бидејќи е бизарна критика кон општеството, кон светот. Така да се надам дека некој исто така, не знам, чуден као мене ќе му се свига. И сакам да препорачам филм The Endless Range, работи за шпанската граѓанска војна, баш кај шпански, на шпански е филмот.
со оглед на тоа дека го обожавам шпанскиот и документарна серија може да гледат Куба Либре исто за И го зема. Па тоа е зумра. Тој прво времето, тој прво правата. Така е. Лајко пацијата, зегам се што да го кажат младите. И тоа, од серија од филмови, а за книги, многу сакам психологија, така да ќе препорачам да го четат Карл Јунг и една многу добра жена, многу психоаналитичарка, што ја обожавам, доктор Рамадани. Може да слушаат книги од неа и на може да си имат аудиобукс од неа, ја препорачувам Don't You Know Who I Am. Го истакнува нарцизмот како карактеристика и прави паралела и со општествениот статус, со човечката личност и е стварно корисна. Ја би извоил филм интересен, гледав пред некој месец дена, Just Mercy, 2019 е, но баш се работи за смртната казна во Америка, поточно во Соединетите американски држави, во Алабама поточно. Би препорачал сите да го гледат. А серии, јас си гледам Рик и Морти и 2,5 мажи. Тоа би препорачал. Моја препорака е значи The Crown серијата за сите кои што имаат време да ја гледаат и сите сезони. И потоа, не знам, за книги сите трилери од Сидни Шелдон. А најдобронамерна препорака за сите студенти е сега пред испитна сесија да се читаат тоа што треба за на факултет, за што побрзо да ја пребродиме оваа студентска криза. Мислам дека со тоа завршуваме. Фала на сите. Георги, дали сакаш да не завршиш овде? Па не, јас само исто би се заблагодарил на сите за дискусија. Се надам дека кога ќе се одржуваат некои нови настани што е направен, што на универзитетско ниво, пак ќе ни дојдете на гости, пак ќе позборуваме во повеќе детали за нив. А за останатите гледачи, се надам дека ја гледавте нашата англиска епизода која излезе сега унеделава. Имаме веќе закажено уште неколку други англиски и македонски, така што очекувајте секоја среда имаме македонска, секоја втора недела англиска. Останете со здравје, stay safe и не идете у кладилници. Чао. Чао.